17 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Разговараме за доста актуелна тема која што повторпат ја потресе јавноста во Македонија. Групата Јавна соба на апликацијата Телеграм, на која што беа споделувани многу разголени фотографии, експлицитни содржини, како од малолетнички, така и од повозрасни девојки и жени од Македонија. Токму за оваа тема, за тоа како најлесно да се заштитиме, односно да ги заштитиме нашите податоци на социјалните медиуми, дали социјалните медиуми се наш личен избор или можеби треба многу да внимаваме што се постираме таму. Разговарам со Бојан Кордалов, експерт, односно специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Бојан, ти благодарам што ја прифати поканата. Еве овде повтор пат гостин во студиото на телевизија Сонце и во емисијата од своја страна. Чест ми е и огромна благодарност за оваа можност. Јавна соба, повтор пат потресена јавноста во Македонија. Случај кој што остана заглавен некаде во правните лавиринти низ државата. Бојан, според тебе, каде потфрливме како општество? Па, со самото тоа што една тема на голема врата се отвара повтор пат, значи дека не сме си ја завршиле работата првиот пат. Пред се како институции, пред се како органи кои што тоа треба да го завршат. Ваквите појави, да бидеме реални, негативни појави во интернет просторот, исто како негативните појави на секаде околу нас, ќе се случуваат и во иднина. Меѓутоа, за да не добијат голем обем, за да не добијат шокантна димензија, потребно е таа борба да биде секојдневна. Институциите, не мислам тука само на МВР, туку мислам на психолози, социолози, на луѓе кои што се бавиме со ова, треба секојдневно да го даваме својот придонес, бидејќи знаете како, кога ќе се отвори ваква тема, веќе зборуваме за жртви. Особено ако тие жртви се малолетнички, малолетници, луѓе во развој, раст, и како тоа може да се одрази на нивната иднина и на сегашност, се разбира. Значи, не забораваме дека сме читали и следеле, па и знаеме случаи на луѓе кои што се селувале од одредени помали места во Македонија, во регионот заради чувството на срам, заради омаловажувањето, посмевањето. Значи, ова не е наивна тема. Меѓутоа, ако зборуваме за жртви, веќе сме биле и сме отишле предалеку. Затоа, за не збориме ова време идната година повторно на оваа тема или некоја слична, би апелирал на вистина да го земеме сериозно ова предвид. Од една страна да ја подигаме свеста како што тоа го правиме и вашата телевизија и генерално медиумите, но и стручната јавност, со зборување што е тоа што се случува и што не треба да ни се повтори, меѓутоа во исто време пред се институциите јасно да стават да знаење дека ваквите појави ќе бидат брзо, бескомпромисно санкционирани. Не може да има компромис со ничија приватност. За жал, не е во ред да има ни дебата кој е виновен, заради тоа што секој кој што е жртва е жртва. Независно дали во некоја друга можеби ситуација не е таква жртва. И тоа во случајов јасно се знае кои се жртвите, оние чии што фотографии, видеа, идентитет можеби и монтирано се злоупотребени и ставени на очиглед на јавноста и таквата работа мора да се сведе на минимум по можности да се скорени. Така, спомена жртви, меѓутоа мислењата во јавноста се поделени. Така, сведоци сме дека имаме ставови за и коментари, еве најчесто нели на социјалната мрежа Facebook, колку жртвата сама си го барала. Кој е твојот став по тоа прашање? Јас не можам да изразам ниту личен, ниту професионален став, различен од она дека ничија приватност не смее да биде злоупотребена. Не постои дури ни во кривичниот законник, камоли во односите со јавноста и во секојдневното говорење, дека некој кој што е жртва сам си го барал или сама си го барала. Така е, сега тука се наметнува прашањето дали можеби социјалните мрежи кои што секако се наш личен избор, дали можеби станаа место каде што треба да се плашиме што ќе постираме таму и многу да внимаваме. Дали можеби не сме запознаени кои се последиците кои што треба да ги сносиме после споделените фотографии таму? Последиците да некој злоупотреби наша фотографија или видео не постои. Мислам, тоа се случува, но не може да ја препознаем, бидејќи злоупотреба е злоупотреба. Тоа е како некој човек да се движи низ мол или низ пазар и да биде запознан дека некој може да му украде или да го украде новчаникот и при тоа личноста што го имала новчаникот да биде виновна. Значи, мора да јасно да разграничиме што е однесување, што е поведение, што е погрешно или недозволиво поведение.
Секако дека овие две теми треба да бидат разработувани и се важни. Едната тема е што е она што го постираме на социјалните медиуми, втората тема е приватноста. Во делот на втората тема и приватноста компромис нема. Јасно се дефинирани сите механизми, сите права, сите можности и што е она што е злоупотреба. Секое наше, неовластено, пренесување, објавување, реобјавување, ширење на фотографии со било која намена е недозволиво и е казниво не само на социјалните мрежи, туку и во правниот поредок, во законите кои што нашата земја и сите земји ги имаат. И таа тема мораме да апсолвираме ако сакаме да имаме напредок, бидејќи можеме сите да бидеме жртви. Паралелно со тоа, ние можеме да говориме што е она што треба да го правиме на интернет или што препорачуваме да се прави на интернет. Меѓутоа, во никој случај, едното не може да биде поврзано и да биде алиби на злоупотреба на слики, видеа и нечие. Така, меѓутоа периодов се најде и на одредени коментари кои што велат доколку ти си ја постирал фотографијата јавно на својот јавен профил, фактички ти си нели си ги прифатил сите оние услови кои што ги бара профилот за да биде јавен и сето тоа да биде нели објавено јавно. Дали ние можеби несвесно прифаќаме нешто што ни го нудат социјалните мрежи? Прво мора да разграничиме малку правно. Тоа е факт дека ако нешто во поставките го објавиме јавно и е во согласно со социјалната мрежа каде што го објавуваме, дека сме се согласиле тоа да биде јавно. Така. Меѓутоа тоа не значи дека тоа може да се редистрибуира и да се испраќа секаде. Ајде еден едноставен пример. Ако вие вашата емисија јавно ја објавите на ТВ Сонце, ја објавувате, дали другите телевизии имаат право да ја редистрибуираат, емитуваат и така? Значи нема. Така. Значи мора да бидеме прво луѓе, човечни, а второ мора да бидеме стварно правно издржани. Третата работа мора да знаеме дека не секој има еднакви познавања на алгоритмите, еднакви познавања на поставките, но мора да има, затоа што не треба да биде пак алиби дека ние влегуваме во промет или во користење на услуги на социјалните медиуми, а при тоа не ги знаеме правилата. Но, повторно ќе кажам, никој нема право тоа да го злоупотреби, умножува, реемитува, едноставно користи за нешто кое што е недозволиво или не сме дале дозвола да се прави тоа. Така што морам да ја нагласам и човечката компонента која што многу ја пропуштаме, емпатичноста. Значи комуникацијски пред да влеземе во било каква интеракција, основно што треба кај секој од нас да развиваме емпатијата, чувството, сочувството и ставањето во улога на другата личност. Најлесно е да го стиснеме копчето share, најлесно е, односно сподели, најлесно е да го стиснеме копчето постирај, објави. Меѓутоа, секогаш треба да се прашаме како би ни било нас тоа доколку ни се случи. Тоа е основата на комуникацијата и тоа е основата на добриот однос во секојдневието и во интернет просторот. Ако така поставиме, ќе сватиме дека многу често дури ни 10-20% од содржините што ги лајкуваме, што ги споделуваме, што ги објавуваме, не би сакале да бидат направени за нас. Едноставно е, интернет просторот постои за комуникација, за дружење, за позитивни искуства. Колку повеќе го гушиме и го давиме со негативни коментари, со омаловажување и смејување, толку станува понепријатен за сите, на крај секој од нас може да стане жртва. Така, Бојан, дали ова што се случува можеби е последица на законското решение или законското нерешение можеби кај нас? Еве сега се дискутира да се воведе кривично дело демнење. Дали сметаш дека малце подраконски треба да бидат мерките, казните, па еве и измените во законот? Јас сметам и сакам и тука јасно тоа да го истакнам, дека треба да се потсетиме што значи кривичниот законник и какви улоги има. Тоа се две. Превентивна и репресивна. Репресивната или казната во законникот доаѓа само тогаш кога превентивната не ја завршила својата улога. Значи, законите се носат и пропишуваат санкции за да придонесат да мнозинството или секој од нас ги почитува законите. Така што се сложувам, добро е да се унапредува законодавството, добро е да се воведуваат дополнителни санкции и предупредување што е дозволиво, а што не, меѓутоа свеста мора да се јакне. Без силни индивиди, без луѓе свесни и волни, желни да го направат тоа затоа што веруваат во решението на закон, затоа што веруваат во постапката, долгорочно решение нема. Најмал процеп, најмал момент кој ќе затои имплементацијата или спроведувањето на законот, како што многу пати во Македонија се случува, ќе ни се јават нови јавни соби. Мора да работиме на јакнењето на јавната свест. Јас не случајно ја нагласувам вашата улога, лична, како медиум, како останати медиуми кои што во оваа смисла многу придонесуваат. На крајот на криштата, да не го отвореа медиумите овој.
овој случај втор пат, лани еднаш, сега годинава, Пак ќе беше немаше премолчано, да видиме така е. никаква реакција. Така е. Значи, едноставно подигањето на свеста, јасното говорење и поставувањето на стандардите се партнери, многу поголеми од правната последица. Но, кога некој одбива да ги почитува законите, да биде човечен, тогаш законот си предвидува санкција, казна и таа мора да се биде спроведена, вклучително и нови кривични дела, како што е ова судемнењето. Телеграм ја затвори јавна соба пред неколку денови, меѓутоа сведоци сме дека се отворија некои други слични на неа. Премиерот Заев најави дека ќе се блокира Телеграм од нашата држава. Дали сметаш дека тоа треба да го гледаме како решение? И колку е тоа возможно? Телеграм ја затвори минатогодишната јавна соба, Така. па се појави очигледно и други, Слични ја други? затвори ова, се појавуваат други. Не знам колку решение може да биде забрана на одредена мрежа, бидејќи забраната всушност треба да доаѓа за оние кои што го прекршуваат законот. Оние луѓе кои што ќе имаат име и презиме, Така. кои да се, што сакаат и се склонни кон прекршување на законот, ќе најдат друга платформа. Јас мислам дека ни е потребна комбинација од добра едукација, од добра емпатичност на целокупното население, јасно покажување што е жртва ако е злоупотребил, и од друга страна брза, недвосмислена и безкомпромисна, неселективна санкција, казна за сите што тоа го прават. Тоа е најдобриот рецепт ако сакаме ги менуваме работите. Инаку ние како општество сме склони да ја префрламе вината и одговорност. Едната институција вели другата е одговорна, другата вика првата, третата вика овие две заедно и едноставно цело време се играе своевиден пинг-понг, што на крај води до неказнивост. И нерешавање на последиците. Тоа мора да го променим. Инаку, дури и затварањето на Телеграм може да доведе до користење на некоја друга платформа, трета платформа, четврта, и наместо да ја решаваме, да го решаваме проблемот, ние ќе ги решаваме медиумите на кои што тоа се прави. Секако да се разгледа како едно решение, доколку нема соработка и не се почитува приватноста, меѓутоа клучно е превенцијата и казната онаму каде што треба. Така е. Тука ми се наметна и низа настани кои што се случија на социјалните медиуми. Еве конкретно на социјалниот медиум, социјалната мрежа TikTok, таму се случуваат навистина девијантни однесувања. Имавме случаи палење на шуми, па тепачки, па не знам убивање на животни и сите тие девијантни настани. Кажи ми, дали сметаш дека треба малку повнимателно со социјалните медиуми и дали можеби ние се изгубивме во нив и немаме никаква граница повеќе? Пред да одговорам конкретно, би сакал да кажам дека сметам дека мора јасно да ги посочуваме примерите и да ги третираме како индивидуални. Бидејќи многу често кога говориме дека на одредена социјална мрежа, небитно дали е Facebook, TikTok, Instagram, воопшто на социјалните медиуми, се покажуваат девијантни појави, се добива впечаток дека стотици илјади луѓе тоа го прават. Многу е важно, и јас се трудам тоа кога зборувам да го потенцирам, дека мора да знаеме дека секој човек има име и презиме. Дури да е под лажно представување, позади лажниот профил стои човек со име и презиме. И мислам дека она докторски што би го рекле да го отстраниме здравото, односно здравото ткиво. Тоа е нешто на кое што треба да работиме и многу јасно треба да ги посочиме како што особено медиумите, вие тоа го правите, секоја девијантна појава јасно да исплива на површина, и заради да се забрзат институциите и за да се покаже на јавноста дека тоа е погрешно и дека нема да се толерира. Така што се сложувам, сега одговарам директно дека треба да внимаваме што правиме онлайн, меѓутоа клучно е да знаеме дека најголем дел од луѓето што се активни на социјалните медиуми не ги прекршуваат правилата. Но секако, дека кога ќе видиме палење на некој објект, малтретирање на човек, на некое друго живо суштество, дека и текако предизвикува интерес и треба да биде јавно застапено, заради тоа што на тој начин се подига и свеста и се забрзуваат институциите. Да внимаваме, меѓутоа да бидеме постојано охрабрувани дека има како да се постапува и да се функционира добро на социјалните медиуми. Така, тука вниманието ми го одзема и една објава во скорешниот период. Сведоци сме на постојање на лажни профили, односно лажни Facebook страници без импресум, кои што објавуваат секакви деградирачки, сексистички надписи и сето тоа. Колку може да се казнуваат ваквите Facebook страни?
може да се казнуваат многу и мислам дека Facebook преку конкретно Како Facebook може и да се другите. справиме Иве најлесно со нив? Највеќе борбата тука треба да ја водат социјалните медиуми како со се посовршени алгоритми кои што ќе ги ловат ваквите зборови повици, но и ние кои што ќе прејавуваме. Меѓутоа постои една работа која што е слабост во нашето општество, а тоа е модерациската политика. Значи ние како луѓе, како институции, како организации отвараме страни или канали на социјалните медиуми, ги полниме со огромен број на луѓе, поттикнуваме дебата, и тоа не се грижиме за отстранување на говорот на омраза, дискриминацијата, навредата од тие коментари. И во една таква ситуација, ако не ја зајакнеме модерациската политика, која што ја водиме на самите социјални медиуми и не ги отстрануваме ваквите коментари, тие, како што досега не се случува, само ќе се множат и ќе доминираат. Но ако направите анализа на одредена објава на вашата страна или на страна на некој медиум на институција, вие ќе видите дека навистина изобилува со неубави, грозни коментари. Меѓутоа тие ги прават неколкумина. Тие не ги прават најголемиот број на ваши поддржувачи, туку ги прават луѓе што се бројат на едната или на двете раце. Додека стотици, илјадници, десетици илјади се жртви. Дали тоа се должи, ќе те прекинам овде, на преголемата слобода која имаме на социјален медиум? Тоа се должи на премалата регулација која што ја правиме на социјалните медиуми. Бидејќи мора да знаеме дека како што ние во моментот, односно вие, кога јас сум гостин во вашата емисија, ако кажам нешто што е незаконско или недозволиво, ќе го исечете или ќе одлучите да не го емитувате така интервјуто. треба медиумот да така реагира. треба да го правиме тоа и на социјалните медиуми. Значи едноставно е, мора да се има контрола, не зборуваме строги закони, законите се тие. И во етерот, и на социјалните медиуми. Навреда е навреда, дали вие некој ќе навредите пред камера или ќе навредите интернет, мора да се свати дека истиот закон важи. Работата е дека мора да си ги прифатиме обврските како луѓе, како институции, како организации кои што ги имам. Мора да бидеме поорганизирани. Не е само да отвориме страна, не е само да станеме популарни, туку мораме и да модерираме и да се грижиме за репутацијата, не само наша, туку почитување на законите и репутацијата, општествената одговорност со еден збор. Така, жртвите од јавна соба споменавме дека во ниту еден случај, нели, не треба да бидат дискриминирани или како и да го кажеме тоа. Ме интересира твојот став како експерт за односи со јавност и нови медиуми, еве конкретно за јавна соба, за сето она што ќе се случува понатаму, што сметаш дека еве треба да се превземе? Мора да разбереме дека 21 година од 21 век дава многу права, дава многу обврски, дава многу слобода. Меѓутоа, никако нашето однесување кое што не загрозува некој друг и кое што не е правно регулирано, не дава за право некој нас да не злоупотребува. Особено не малолетнички, особено не лица во развој, особено не луѓе кои што ја градат и карактерот и својата иднина и така натаму. И мора да разбереме дека со тие работи мора да бидеме многу внимателни. Првата улога која што мора да ја преземат се институциите. И тука компромис не сме да има. Паралелно со нив се социјалните мрежи. И тука компромис не сме да има. Мора да преземат одговорност и да ги заштитат своите корисници. Бидејќи ние кога ќе отвориме корисничка сметка на Facebook, на Telegram, каде да е, ние склучуваме договор. И ние сме корисници на таа мрежа. Значи, имаме обврски, меѓутоа и мрежата има обврски нас да не заштити. Тоа е втората работа, но меѓутоа многу важно. Трето, секој од нас мора да ја прифати својата одговорност и да постапува по ваквите случаи. Човечноста, градењето на карактер, емпатијата во комуникацијата, размислувањето што е на што ќе го споделиме и објавиме, е нешто кое што зависи од секој од нас. Најлесно е да се направиме интересни, паметни, популарни, да споделиме некоја содржина која што ни се чини интересна. Но една секунда да се ставиме во улога на таа личност која што ќе ја споделиме и како ќе се чувствуваме ние кога би биле таму, ќе може да промени многу и во нашиот карактер, и во однесувањето на социјалните медиуми, меѓутоа и во генералната комуникација која што ја правиме. И верувајте, ако така ги поставуваме работите и многу работиме на ова заедништво, ќе зборуваме многу помалку за јавни соби. Проблеми ќе има, како што има злоупотреба на лични податоци, кражба на лични податоци, булинг, односно насилство во интернет просторот, етикетирање од овој тип. Меѓутоа, едно е да го има со овој обем, сосема друга е да биде буквално исклучок и да биде во многу помала
многу помала доза која што може буквално да се сведе на минимум или да се искорени. Така, една од жртвите на јавна соба е девојката која што пред неколку дена излезе и нели јавно кажа и беше превземена слика од Инстаграм и секако со незините лични податоци, незиниот телефонски број објавено на нели во таа јавна соба на Телеграм. Нели е тоа веќе злоупотреба и на лични податоци, на презиме, телефонски број? Нели тука треба одма да се реагира, да се најде нели злосторникот, како е да го кажеме, и да се казни? Апсолутно. Само име и почнувајќи од име и презиме, па буквално да секој податок се лични податоци кои што некој не ги злоупотребил, односно некој некому ги злоупотребил и треба брзо да се реагира. Факт е дека социјалните медиуми ги усовршуваат алгоритмите како би можело ова да се препознаа, меѓутоа факт е дека личната одговорност мора да имаме да пријавуваме кога ќе видиме такво нешто. Не кога се работи само за нас, туку кога се работи за било кого. И секако да градиме комуникација базирана на разбирање и емпатија. Го нагласувам овој пат тоа многу, знам, меѓутоа верувам дека е тоа клучно. Ако не застанеме 3 секунди, не се ставиме во улога на личноста која што сакаме да ја споделиме и смееме или изразиме став и да видиме како би не било нас, нема да ги промениме никогаш работите. Така, можеби. Залудни се и казните, ако не се работи на превенција, а казни секако мора да има. Така, можеби конечното решение треба да го гледаме во тоа да се однесуваме со другите како што сакаме тие да се однесуваат со нас. Индивидуалното решение за тоа е тоа. Институциите си имаат свое решение, така, треба да си работат својата работа. Да казнуваат, социјалните мрежи да бидат уште по-ажурни и побрзо да отстрануваат и не дозволуваат такво содржини. Медиумите она што го прават, јас го честитам, морам да нагласам, значи јавна соба е отворена од медиумите. 2 година поред. Така што не би можеби оваа година повеќе жртви се охрабрија да проговорат, меѓутоа но да не бе, извинете. Сепак медиумите си го прават своето, така да не беа медиумите, немаше сето тоа да биде пренесено. И тоа мора да се признае и препознае заради тоа што секоја професија, секој индивидуа бара признание за да продолжи да тоа што го прави, особено кога добро го прави. Така да сакам и ќе потенцирам дека медиумите да продолжат во својата смисла, да истражуваат, да објавуваат, заради тоа што го движат општеството, ја покреваат свеста и ги придружуваат институциите на овој начин. Така, Бојан, тука при самиот крај ќе ти се заблагодарам што ја прифати оваа моја покана, по втор пат еве да гостуваш во емисијата од своја страна. Навистина ми е драго што ете токму со тебе можеме да поразговараме за навистина актуелната тема јавна соба, групата на Телеграм. Ти благодарам за сите совети, за сите препораки кои што верувам дека ќе бидат од големо значење за сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју и ќе се нели почувствуваат засегнати. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам, Викторија, многу. Посакувам многу успеси понатаму и се надевам дека успеавме да направиме барем минимален придонес во оваа тема со цел подобрување на општеството. Благодарам многу. Почитувани, тоа беше Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Разговараме за групата Јавна соба на Телеграм, која што по втор пат нели ја потресе државата. Се надевам дека со овие совети и препораки успеавме да допреме до сите вас кои што навистина се чувствувате засегнати и кои што навистина ве интересира што понатаму ќе се случува нели во нашата држава со ваквите и со слични случаи. Ви благодарам за вашето внимание. Ние ќе се видиме за 7 дена. До тогаш ќе ви посакам да имате добро здравје. При самиот крај ќе упатам посебен поздрав секако нели до моите пријатели од бутик Мај Мода, кои што се наоѓаат овде во центарот на Скопје и до мојата шминкерка Самра Имери.